почитувани присутни. Се извршува буџетот веќе во третиот квартал, а ние денес дискутираме за извршување на буџетот во првиот квартал. Меѓутоа, наистина нелогично, но не ме изненадува тоа од власта на ВМРО-ДПМН, велики целото владење на ВМРО-ДПМН е контроверзно и нелогично, кој не ме изненадува тоа што на крајот од јули ние дискутираме за извршување на буџетот за првиот квартал на општина Битола. Во првиот квартал има слаба реализација како на приходите, така и на расходите. Приходите се со реализација цирка 19%, расходите се со реализација цирка 14%. Но она што многу ме загрижува е ставката 482, други градежни објекти. Значи тука спаѓаат изградба и реновирање на улици, патишта, автопати, изградба, реновирање на капацитети во енергетиката, изградба и реновирање на капацитети за водоснабдување, изградба и реновирање на пречистителни станици и колектори и се она што значи подобрување на животот на битолчани и се она што значи подобрување и разумување на Битола. Е, ова ставка 482 е со катастрофални проценти на реализација, односно 12% цирка. Реализацијата по програми исто така многу лоша и катастрофална. Програма Г1, локален економски развој 502, програма Г2 катастрофални 0% реализација поттикнување на развој на туризмот. Програма ЈА изградба на капацитети во енергетиката на 4.2 9,02%. Програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишни улици 15,6% реализација. Програма ЛА програмата за спорт 0% реализација, така натаму и така. Е со ваква реализација на приходите и расходите на буџетот, со ваква реализација на програмите, со ваква реализација на капиталните расходи, пред се со ваква реализација на ставката 482, власта од ВМРО-ДПМН ниту ќе подобри животот на битолчани, како што не го подобри, ниту пак ќе разумува Битола, како што не ја разумува. Ве повикувам вас, советниците од ВМРО-ДПМН денес, да не го подржите и да не гласате за извршување на буџетот во првиот квартал, бидејќи овој буџет го извршува и реализира Таделски, човекот кој што веќе втор месец е во притвор. Овој буџет го реализира и извршува Таделски, човекот кој што е осомничен сега за сега за криминал тежок 360.000 евра. И го повикувам вас, советниците од ВМРО-ДПМН, конечно да се отважите, да се охрабрите и да се откажете од него, бидејќи колку побрзо сватите, толку подобро за вас ќе биде и како личност и како партија ВМРО-ДПМН, дека тој ви представува камен околу вратот. Ве молам, немојте да го гласате извршувањето на буџетот во првиот квартал, затоа што го направите тоа, вие советниците од ВМРО-ДПМН ќе станете соучесници од морален аспект во криминалот тежок 360.000 евра. Благодарам.